Коларскиот занает веќе трето поколение во Пејчево го одржува семејството Миовски. Пајтоните за свадби со кои по-старински се возат невестите во Скопско се дело на мајсторот Тимко. За еден пајтон е потребно 1 месец макотрапна работа, но потоа е задоволство кога ќе се види, вели мајсторот Тимко. За еден пајтон тој троши околу 60 до 70 сантиметри дрвен материјал и тоа специјално обработен и сушен. 51 годишниот Тимко Миевски од Пејчево е еден од постариите колари во Македонија. Коларството им е семеен бизнис веќе 1 век, го почнал неговиот дедо Панте, го продолжил татко му Здравко, а сега и Тимко. Само од коларството денес не може да се живее, зашто старите дрвени коли веќе никој не ги порачува, вели Тимко, па затоа за да се опстане, освен љубовта за коларството, мора и нешто друго да се работи во дрводелскиот занает. Коли, пајтони, повеќе пајтони. Ама слабо се тера и под них. Имаме неколку направено во Скопје, 3-4, и повеќе тркава за украси, за лустере, за такви работи. Каде највеќе побарување има? Па по Скопје, по ресторанци највеќе. И такви малечки коли за украс. Тие се за китки, за такива мали. За удвор. За пајтоните кажете ми нешто повеќе, за каде најмногу побарување има, каде ги користат? Скопје. Па исклучиво се користат за свадби, за свечености. Највеќе за свадби. Возат невестите в них. Колку време ви е потребно за да се направи еден таков? Па најмалку месец дена. Треба. И кај него има и доста железорија, не е само дрво. Таму има федери, има дискови, има кошници. Малку е аутомеханика има малку. Колку чини еден пајтон? Па зависи од величината. Од 3000 евра нагоре. Зависи дужина. Ја сега правиме еден за Скопје Пепелашка, тоа беше многу дълг, 7 метра некаде беше. И тоа е околу 4-5 илјади некаде кошта се, со плексигласни средини. Колку материјал ви е потребно за еден пајтон? Па дрво околу 60-70 сантима треба. Од каде дрво и како дрво користите? Од Владимиро. Исклучиво од сушара. Суп не може да е такова. Дрвото, тркалата се изработува од брес, багрем и бука. А додека останалото шасијата, борово. И тапацир има тука. Кроп отвара се, спушта се кровом. Сега што ви рекол, зависи па од величината, има за 8 души, за 6 души, за 4. Кажете ми, од каде сте го наследиле? Од татко ми. Од дедо ми, па татко ми, па јас. Наследство. Имаме нешто подновено, имаме и стари машини. Како што рече татко ми, Банзик од 42, Древанко исто, Бушелица има онаа од 50 и која година е? Бугарско. Значи тоа е 38. Фирма трета. Таа комбинерката што има на исто од Бугарија, од Јакоруда земено. Сега имам Древанк, друг нов, и он е исто од Бугарија земен. Има ли интерес кај младите за овој занет? Па син ми интересира се, он работи, али слава е на употражната. Изумне занати. И преориентируваме се, работиме и други работи. Исклучиво дрво. Исклучиво со дрво работиме. Друго не. Масто. Клупи, маси, а сега имам за каменица тамо, еден ресторан треба да опремувам. Клупи и маси, тоа е летна тераса. Има ли живеачка од сето тоа? Може да се живее? Не, многу тешко. Многу тешко. Многу големи содавачки, помош нема, државата си го тера својто, а ти не можеш да искараш. Сепак изумрен занаат. По западно, например, надоле, таков занаат, тоа го ослободува од сите
Давачкивце. Кад изумрен занаат. Додека тука кај нас не е така. И за това мора да се пренотираш, иначе не можеш да останеш на твој занаат. Капут, завршен. Занаетот го почнал дедо му на Тимко кога завршила Првата светска војна. Панте Миовски бил првиот и најбаран мајстор за шински коли, односно за коли со железна осовина и со метален обрач околу тракалата. Освен за малеш и пијанец, изработувал коли по нарачка дури до Штипско и Струмичко. Занаетот кај него го изучиле 30 млади колари од регионот. Во убавите времиња за коларството се правеле и по 30 коли годишно. Таткото на Тимко, Здравко Миовски, кој сега е 81 година, до 1994 година заедно работел со Тимко. Од тогаш е инвалидски пензионер. До пред неколку години му помагал на Тимко, најчесто со придржување на некој елемент или подавање алат. Сега влегува во работилницата, само понекогаш од љубопитство, да види што изработил син му. Тимко заедно со неговиот татко е горд на старата машина која што ја купиле уште во 1942 година во Софија и ја поставиле во работилницата до старата и добро зачувана куќа, градена во стар македонски стил, во која и сега живеат таткото Здравко и мајката Ленче. Коларството, мојот татко е најстар прв занаатчија на шинските коли. Учил е занаатов во Благоевград. Да го кажале и мајстор Колецо Пузов од Благоевград. И дошел е тука од 18 година, он е оформил работилницата е при регистрирал и работил на тие шинските коли. Како најстар мајстор е работил и чираци е изучил 32. Без разлика да е од те е делил та православница такова и занаато го обувал, он народо не го е делил. Гледал е шо повеќе мушчери да има и е стигал до Штип, Бурулчево, Кучино, Соколарци. Тија имаше еден, дојде со сношна, со спустан по колата, со кон, па се смеаат сите пејчоти, не са видивали за тогај. Само не знам баш дали беше од Бурулцево или Соколарци беше. Што се И сме работили Што сте работили? колите, тие са шински коли, запрежни со волове, с коње, со тек со седен кон, комбинирани се да може да работат и со седен кон, и со 2 кона, и 2 вола. И Како се работело тогаш? Имало ли машини или се рачно? машината рачно беше до 42 година. 42 година татко ми зема машини. И после купихме и дребанк 48 од Белград за обработка на главините на стругање, а банзе која е 42 земен од Софија. Пише Бранча Милановиќ Софија до Благоевград со воз е донесен, а од Благоевград со наша запрега волове, шинските коли, тука од тие тешо бил на такова. И од тогај исправно работи и јас не би го дозволил да го мени синота нов. Тоа е се квалитетно направено. И ден денеска работи. Занаетот го работел вашиот татко, го оставил на вас. Па јас го наследив, па сега го наследува, па наследи па сино. Па имам, ме рекот и внуко така е заинтересиран, малечки е. Се чепка он. Од секој, та бормашин или та и телевизор нешто поправя, това ми е многу задоволство, продолжува ми го животот.
оти Па сака да го работите она што Да. сте го работели. и одбира и на идеја да работи со татко му помага. Оти вече колацкиот занат падна, заменија го колите, а и сега работата ни намешта и он се интересира кујни други работи се обава. Не може да се обстане само с това отпадна. Само за некои такава имаме раклии, порачува некоја кола за да... Това ви е кажал и можеш Тинко за спомен по дворовето. За украс. Украс. И за што прави лустре за кафаните за тако. Јас вече не мога да работам. Годините спорт. Само така од мерак ги да даде работилница. Ако треба да му подам едно глето, ќе подам, иначе не. Како сте работеле тогаш без струја? Кога го донесовме Банзико, пред да го донесеме, ние приготвили бехме, татко ми беше приготвил канал вода и направили беше 5-метрово пречник коло, наливно се вика. И трансмисија имаше осовина и други внатре зупченици поврзани со шабни, работеше и Банзико на истата трансмисија и дребанко и бормашина на посебни каиши. И после струјата дълго време си работехме, оти струјата ја плашехме, а тоа не беше без пари водата. И много така зимно време помрзнува, и после укинахме тука. Касно укинахме го. И сега ми е криво и баш искам да съм по-млад, че си го направя, че си обнова колото. Може да приключа воденица на него. И друг нещо такоја машина. Мајсторот Тимко Миовски од Пехчево сега изработува и украсни тркала, украсни дрвени коли и така натаму, а кон коларството љубов покажува и синот на Тимко, што дава надеж дека овој стар занает можеби и нема да изумре.